Почитувани, секогаш кога Дуи губи, секогаш кога граѓаните ќе ги прочитаат нивните вистински коруптивни намери, тие прибегнуваат кон потпалување на меѓуетничките односи и загрозување на соживотот. Дуи нема аргументи и политики, единствена политика им е деструктивноста и уништувањето на соживотот на граѓаните. ВМРО ДПМН најостро ја осудува срамната и опасна изјава на поранешниот министер за економија Крештик Бектеши, дадена при промоција на кандидатот на Дуи за градоначалник на Тетово, Бајрам Реджепи. Бектеши, без трошка одговорност, велича оружје и отворено ја оправдува војната од 2001 година, представувајќи ја како политички капитал. Тоа е скандал од невидени размери и директен удар врз меѓуетничките односи во државата. Ова е класичен говор на омраза, која враќа Македонија во најтешките времиња. Наместо за иднината, некој повторно сака граѓаните да слушаат за етнички провокации и поттикнување на поделби. Почитувани, македонците се столбот на Тетово. Со векови наназад, тие се дел од неговата историја, култура и идентитет. Со својот труд и љубов кон овој град го изградиле и го зачувале. На овие избори, како и многу пати претходно, токму македонците со својот единствен, сплотен глас и својата волја ќе одлучат кој ќе биде татко на Тетово и каква иднина ќе има овој град. Ја повикуваме СДС јавно и веднаш да ја осуди оваа изјава и да се огради од својот коалициски партнер. Време е да се оттргнат од зависноста кон Дуи и да покажат барем минимална одговорност. Секое молчење е соучесништво. Но, бидејќи СДС со години е навикнат да биде нем и покорен партнер на Дуи, секој нивен денешен молк значи само едно – дека станале партнери и во омразата. Апелираме и до сите политички партии, организации, институции да го осудат овој чин како отворен говор на омраза. Во Македонија нема место за политичари кои својата кампања ја градат на закани, омраза и величање оружје. Наша обврска е да ја изградиме Македонија како силна, праведна и европска држава, земја на мир и стабилност, а не на поделби и закани. Народот очекува јасна позиција, а ние ќе продолжиме да ја браниме Македонија од сите што сакаат да ја претворат во заложник на криминални и етнички поделби. Благодарам.